Ова се настаните од денес. Председателката Гордана Силјановска-Давкова му го врачи мандатот на Христијан Мицкоски за состав на нова влада. Бурни реакции во јавноста предизвика прославата на патронатот на училиштето Браќа Миладиновци од Струга. Директорката забранила интонирање на македонската химна. Канонизација на светите Спасе и Спаса Вишенски викендов во Охрид. Богата програма на третото издание на фестивалот на виното во Охрид. Светските лидери на одбележување на 80 годишнината од денот Д. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта четврток кон петок ќе провладува претежно ведро и топло време. Во петок на север од Британските острови ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во северозападните и северните предели на Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и на запад од Пиринејскиот полуостров, областа на Алпите, како и во источните предели. Во останатите делови од континентот претежно сончево и топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во јужните предели на полуостровот ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 29 до 32 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува сончево и топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Утринските температури ќе се движат во интервал од 7 до 19 степени, додека пак максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 24 до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок ќе преовладува сончево и топло време. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната до 28 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува сончево и топло време, минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во недела и понеделник претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 15, односно 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. УВ индексот со вредност 8. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска го врачи мандатот за состав на влада на Христијан Мицкоски, председател на ВМРО-ДПМНЕ. Мицкоски се заблагодари на председателката Давкова што го додели мандатот на победничката коалиција Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, и на граѓаните, кои, како што рече, се незаслужни што Македонија ќе добие нова влада. Сакам да најавам дека набрзо денеска ќе биде составена новата влада, реформска влада, влада која што ќе има основна цел и задача да се занимава со реформите, да ги движи процесите напред, да не тонеме како држава и како општество во политичкото мучуриште на меѓуполитички препирки, туку да ја развиваме нашата држава, граѓаните во Македонија да се чувствуваат убаво, да нема граѓани од прв и втор ред, сите ние да бидеме подеднакви, да ги задвижиме работите во економијата, реформи во економијата, еден силен инвестициски циклус во економијата, тоа е она кое што граѓаните го очекуваат од нас, подобрување на стандардот на живот. Бурни реакции во јавноста предизвика прославата на патронатот на училиштето Браќа Миладиновци во Струга, бидејќи директорката на училиштето Албана Ажута забранила да се пее македонската химна. Прославата на патрониот празник на основното училиште Браќа Миладиновци во Струга, наместо со славење, поминала во тензична атмосфера со свирежи и револт. На ово училиште. Секогаш има почитуван настол на това училиште. Родителите се работат во училиште. Извини, нема проблем. Да продолжим, нема проблем. Ова е едукација, култура. Од ВМРО-ДПМНЕ од Струга обвинуваат дека директорката на училиштето забранила да се интонира македонската химна и со реторика со политичка конотација и погрешни историски факти, говорејќи на албански јазик, истакнала дека училиштето треба да го врати името Лирија од периодот на Втората светска војна и бараат кривична одговорност и нејзино разрешување. Забраната за интонирање на државната химна од страна на директорката на основното училиште Браќа Миладиновци и нејзиниот скандалозен говор со доза на иредентизам и шовинизам е доволна причина за нејзино разрешување од страна на градоначалникот на општина Струга, кој ако не го стори тоа уште во текот на денешниот ден, само ќе го потврди фактот дека тоа е вистинската причина поради која дотичната именувана за директорка на основното училиште Браќа Миладиновци. Ова е невиден скандал со
невидени размери за која таа мора да поноси и кривична и граѓанска одговорност. Реакција и од иницијативата за граѓанско будење Разбуди се. Во нивната објава на социјалната мрежа Facebook стои дека е незаконски поставената директорка најпрво го забранила интонирањето на химната Денес над Македонија се раѓа со образложение дека ќе ги навредело чувствата на албанците во училиштето, а потоа во излагањето направила историски вовед за образовната институција, чии корени ги лоцирала во 1941 година, кога балистичката окупаторска власт присилно го наметнала изучувањето на албанскиот јазик за неалбанското население во градот. Инаку ова не е прв ваков случај во основното училиште браќа Миладиновци. Минатата година на денот на албанското национално знаме, покрај албанското знаме осамнаа мапи на голема Албанија. Истото се случи и во училиштето Гоце Делчев во Струшкото село Подгорци. Синодот на Македонската православна црква на предлог на Комисијата за канонизација одлучи светите Спасе и Спаса Вишенски да ги вброи во диптихот на светии, односно им одреди датум на нивно прославување. Викендов во храмот Свети Атанасиј во селото Вишни и во катедралната црква Света Софија во Охрид ќе се случи свечениот чин на канонизација на новите македонски светци Спаса и Спасе Вишенски. Со овој чин всушност ќе се стави крај на еден процес кој е започнат пред речиси еден век со откривањето на моштите на Света Спасица Вишенска, како што ја нарекуваат мештаните во далечната 1927 година. Светите Спаса и Спаса се светители од отоманскиот период. Спаса има двоен венец, значи исповеднички и маченички, односно како девственица му се предала на Христа Бога, завршувајќи го својот живот маченички, слично како Света Злата Мегленска и голем број други светителки од нашево поднебје, како Ангелина и Кирана Солунски и така. А Свети Спасе додека пак проповедајќи го Евангелието Христово, сведочејќи за верата Христова, проповедал долги години помеѓу населението, бил постојано малтретиран поради тоа и на крај се упокоил мирно некаде. Предпоставуваме дека тоа е околу пештерната црква новооткриена во Вевчани, посветена на Вознесението Христово. Канонизацијата ќе започне во сабота на 8 јуни во храмот Свети Атанасиј во Струшкото село Вишни, каде ќе се отслужи вечерна богослужба, пошто моштите на Света Спаса ќе бидат измиени и префрлени во нов кивот, кутија и ќе бидат пренесени во црквата Света Софија во Охрид. На 9 јуни на литургија со која ќе чиноначалствува неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во сослужение со сите архиереи на поместната црква ќе биде обнародена одлуката за впишување во списокот на светиите на праведните Спасе Вевчански и Спаса Вишенска. Откако се откриени моштите на Света Спаса, до денес постојано слушаме за нивната чудесна моќ, односно за силата на нивните застапништва, вели отец Александар Димовски. Знаеме за многу исцеленија Света Спаса што ги направила. Знаеме за таа светлина што секоја година оди од едното место, односно од едната пештерна црква над Вевчани во другата над Вишни. Морам да споменам дека и на чудесен начин се откриени и моштите на Света Спаса во далечната 1927 година, кога таа се јавува на една парализирана немоќна жена, и жената кога се допира до низините мошти, таа се исцелува. И потоа за една друга жена, Марија, исто така, која ја порачала во знак на благодарност кон светителката што го исцелила нејзиниот маж, ја порачала сребрената маска која се наоѓа денес во кивотот со моштите на Света Спаса од Романија. И еве сите овие чуда уште од 1927 година сведочат за чудата на Света Спаса. Датумот за прославување на Спаса и Спаса Вишенски секогаш ќе биде во недела пред Спасовден, односно ќе биде секогаш во недела, а ќе се менува датумот на прославување. Богата програма на третото издание на Охридскиот фестивал на виното, кој ќе се одржи од 27 до 29 јуни. Богата музичка програма и неповторлива забава за охриѓани и туристите ќе донесе третото издание на Охрид Вајн фестивал, кој ќе се одржува од 27 до 29 јуни во Охрид на Кеј Македонија пред Хотел Палас. На отварањето на фестивалот на 27 јуни на сцената ќе настапат Бекдор Бенд, Миле Кузмановски и Кукулеле. Вториот фестивалски ден на 28 јуни е резервиран за Urban Planet, Next Time и Brass Brothers. Во рамки на третиот фестивалски ден на 29 јуни за забавата ќе бидат задолжени Балканико, Ареа и Владко Лозановски. Концертите на македонските музички артисти ќе бидат надополнети со дегустација на македонски вина и вкусна храна. Покровител на овој
3-дневен фестивал е општина Охрид, а истиот е организиран од Крафт продукција. Представата Види летам гостува во Охрид. Види летам е представа која е правена по вистински приказни на лица бегалци, баратели на азил и лица без државјанство и нивната потреба да бидат дел од заедницата, која често ги отврла. Вондерленд театар од Скопје во соработка со Младински образовен форум МОВ и УНХЦР, Агенцијата на Обединетите нации за бегалци, ќе ја изведат представата Види летам во Охрид. Види летам е представа која е правена по вистински приказни на лица бегалци, баратели на азил и лица без државјанство. Овие луѓе на посебни работилници, водени од тимот на представата, храбро ги имаат споделено своите животни искуства со актерите, авторот и режисерот. Раскажаните приказни, авторот на представата Ана Ристовска-Трпеновска ги има преточено во емотивен текст кој што говори за травматичните настани низ кои овие лица поминувале, но и за нивните детства, соништа, емотивни потреби, љубовни искуства и потребата да бидат дел од заедницата која често ги отфрла. Проектот е во режија на Ивана Ангеловска, а под креативно водство на уметничкиот координатор Нела Витошевиќ. Во представата играат актерите Никола Настовски, Исмет Шабановиќ, Ана Димитрова, Леонардо Лазов и Сара Спирковска. Представата ќе се одржи на 17 јуни на малата сцена во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 20 часот. Влезот е слободен. Денес и утре боево гаѓање со огнено оружје на стрелиштето Бејбунар во Охрид. Полициски службеници, припадници на редовниот состав од полициската станица од општа надлежност, од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај, како и од криминалистичката полиција, денеска и утре 6 и 7 јуни на стрелиштето Бејбунар во Охрид ќе спроведат вежбовна активност за боево гаѓање со огнено оружје. Ова активност се реализира со предходен договор и известување до стрелиштето, Ловечкото друштво Охрид, јавната здравствена установа Здравствен дом Охрид и урбаната заедница Билјанини извори. Пред почетокот на боевото гаѓање, полициски екипи извршија теренска обиколка и обезбедување на поширокото подрачје на стрелиштето Бејбунар, со цел оневозможување влез на граѓани во безбедносните зони, а медицинското обезбедување ќе го вршат стручните медицински екипи на јавната здравствена установа Здравствен дом, информира Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид. Од секторот апелираат граѓаните кои се движат кон стрелиштето Бејбунар да ги почитуваат ознаките и надписите за забранет пристап, да не се задржуваат во безбедносните зони и целосно да се придржуваат кон останатите насоки на полициските службеници. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 4 мртви и над 20 повредени во директен судар на товарени патнички воз во Чешка, тоцна синоќа, јавуваат чешките медиуми. Брзиот воз од Прага до Кошице, Словачка, со околу 200 патници се судрил со товарен воз во Пардубице, на околу 100 км источно од главниот град на Чешка. Според објавените фотографии и видеа, возовите директно се судриле, при што најмалку еден патнички вагон излетел од шините и делумно се превртел. Светските лидери од двете страни на Атлантикот денеска ќе присуствуваат на меморијалните настани во Франција по повод 80 годишнината од истоварувањето на сојузничките трупи во Нормандија за време на Втората светска војна. Пристигнувањето на трупите го означава почетокот на ослободувањето на Европа од нацистичка Германија. Денот Д исто така ќе биде запаметен по десетици илјади изгубени животи, затоа што сојузничките војници кои се истовариле на брегот најшле на жесток германски отпор. Светската здравствена организација објавила дека еден пациент починал по првата лабораториски потврдена инфекција од подтип на птичји грип. СЗО соопштила дека 59 годишен мексиканец починал на 24 април годинава откако развил симптоми на треска, оттежнато дишење, диареја, гадење и општа непријатност. Случаи на сојот AH5N2 птичји грип претходно биле пријавени кај живината во Мексико. Маж во Норвешка загинал откако панал од карпа висока 600 метри. Полицијата потврдила дека починатиот бил на 40 годишна возраст. Тој патувал сам, а кај него биле пронајдени телефон и лична карта. Полицијата го истражува случајот како несреќа при пат и нема индици за потенцијално кривично дело. Несреќата се случила на патеката Прејке Столен, која е една од најпознатите норвешки пешачки патеки, што ја посетуваат повеќе од 300.000 туристи годишно. Локацијата доби на популарност откако беше искористена во 6-тото продолжение на филмот Mission Impossible од 2018 година.
На аеродромот 13 во Албанија, 16 службеници на граничната полиција биле осомничени дека се вмешани во корупцијска шема за илегално префрлање на лица во земјите од Европска Унија. Обвинителството во Тирана соопштило дека полициски службеници, наводно во соработка со сопственик на туристичка агенција, една година го олеснувале преминувањето на албанските државјани во различни земји од Европската Унија. Граничните полицајци се осомничени за злоупотреба на службената положба и за пасивна корупција. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!